Денеска православната црква ги празнува преподобната Ефросинија, преподобниот Сергиј Радонежски и преподобната Ефросинија Суздалска. Преподобната Ефросинија, ќерка на познатиот човек Пафнутиј од Александрија, потекнува од бездетни родители и спросена со молитва од Бога. Нејзините благочестиви родители ја воспитале својата ќерка во верата Христова. Не сакајки да стапи во брак, младата Ефросинија, за да се скрие од својот татко, се преоблекла во машка облека и се пријавила кај игуменот на еден манастир како евнух на царот Теодосиј со името Измарагд. Игуменот ја примил и ја предал на раководство на духовникот Агипит. Со својот испоснички и молитвен подвиг, Измарагд брзо ги надминал сите монаси во тој манастир. Кога се навршиле 38 години на тежок подвиг, Пафнутиј го посетил тој манастир и игуменот го упатил кај Измарагд на молитва и утеха. Измарагд го познал Пафнутија, а Пафнутиј не го познал Измарагда. Кога таткото ја исповедал својата тага по изгубената ќерка, Измарагд му рекол да не ја губи надежта, зашто уште во овој живот ќе ја види својата ќерка и го замолил повторно да дојде кај него по 3 дена. Кога Пафнутиј дошол повторно, Измарагд лежел на предсмртна постела. Тогаш предсмртникот му рекол на Пафнутија: "Јас сум Ефросинија, ќерката твоја, а ти си мојот татко." Таткото долго не можел да си дојде на себе од големото изненадување. Во тој миг издивнала блажената Ефросинија и татко и плачел над неа. Откако ја погребал својата ќерка, Пафнутиј стапил во тој манастир и се вселил во келијата на својата упокоена и света ќерка. После 10-та година подвиг се упокоил во Господа и светиот Пафнутиј. Преподобниот Сергиј Радонежски, голем подвижник и светилник на Руската црква, се родил во 1313 година во Ростов од побожните родители Кирил и Марија. По смртта на родителите, Вартоломеј, така му било крстеното име, се замонашил и основал обител на Света Тројца во шумите Радонежски. Тивок и кроток слуга Божји, знаел само за труд и за молитва. Поради неговата чистота на срцето, се удостоил со дар на чудотворство, та и мртви воскреснувал со името Христово. Повеќе пати му се јавила Светата Богородица. Кнезови и владици доаѓале кај него заради совет. Го благословил кнезот Димитри Донски и му ја предскажал победата во војната за ослободувањето на Русија од татарите. Прозирал во срцата човечки и во случување на далечина. Неговиот манастир се исполнил со монаси уште за време на неговиот живот и низ векови и векови служел како еден од најглавните центри на духовниот живот и чуда Божји. Светиот Сергиј се упокоил во 1391 година. По смртта, повеќе пати им се јавувал на разни лица. Преподобната Ефросинија Суздалска, крстеното име ѝ било Теодула, ќерка на Михаил Всеволодович
и свршеница на суздалскиот кнез Мина. Никако не сакала да стапи во брак и му се молела на Бога до смртта да ја сочува како девојка. Кога како невеста ја повеле за Суздал, одеднаш умрел кнезот Мина, незиниот свршеник. Таа не им се вратила на родителите, туку стапила во манастир, каде што се до смртта се подвизувала. Од Бога била надарена со чудотворство. Се упокоила во 1250 година.